На денешен ден во 1691 година почина англискиот хемичар и физичар Роберт Бојл, кој прв ја забележал разликата помеѓу хемиските елементи и соединенијата и воспоставил закон за однос притисок-волумен. На овој датум во 1803 година поранешната француска колонија Луизијана, продадена на американците од францускиот император Наполеон I, стана дел од Соединетите држави, речиси одвојувајќи ја територијата на земјата. На овој датум во 1865 година во Бомбај е роден англискиот писател Радјард Киплинг, мајстор на раскази кои го прикажуваат животот во Индија. Добитник е на Нобеловата награда за литература во 1907 година. Дела, книга за џунглата, Храбриот капетан, Ким, детски приказни. На денешен ден во 1886 година Германија и Португалија потпишаа договор за дефинирање на границите меѓу Ангола и германската југозападна Африка, Намибија. На овој датум во 1903 година во пожар во Чикашкиот театар Ириквои загинаа 588 луѓе. На овој датум во 1915 година германска подморница го торпедираше британскиот патнички брод Персија во близина на Крит во Првата светска војна. Загинаа 330 од 501 патник и член на екипажот. На денешен ден во 1916 година мистичниот монах Григорий Јефимович Распутин, многу влијателна личност на дворот на рускиот цар Николај II Романов, е убиен и фрлен во реката Нева во Санкт Петербург од група офицери кои со неговата смрт сакале да го спасат угледот на монархијата. На овој датум во 1922 година официјално е основан СССР, Сојуз на Советските социјалистички републики, со што се создаде конфедерација на Русија, Белорусија, Украина и Закавказската федерација. На денешен ден во 1933 година припадник на романската железна гарда го изврши атентатот на премиерот Јон Дука. На функцијата премиер дојде профашистот Јоргос Тартареску, кој потоа ја приближи Романија до силите на Оската. На денешен ден во 1947 година романскиот крал Михаел I абдицирал под притисок на комунистите кои потоа ја прогласиле Народна република Романија. На овој датум во 1990 година албанските власти за прв пат дозволија евреите да емигрираат во Израел. На денешен ден во 1991 година на состанокот во Минск, лидерите на заедницата на независни држави не успеаја да се договорат за заедничка армија, оставајќи ги сите поранешни советски републики да формираат своји вооружени сили. На овој датум во 1993 година Израел и Ватикан потпишаа договор за меѓусебно признавање и целосни дипломатски односи по 2 милениуми непријателски односи меѓу Римокатоличката црква и евреите. На денешен ден во 1997 година Кина и Јужна Африка потпишаа договор за воспоставување дипломатски односи кои стапија во сила на 1 јануари 1998 година. На овој датум во 2000 година генералот Омар Ал-Башир е реизбран за председател на Судан и вети продолжување на напорите за воспоставување мир во земјата погодена од граѓанска војна и глад. На денешен ден во 2003 година поранешниот председател на Камбоџа и водач на Црвените кмери Кија Сампан призна дека за време на нивното владење во Камбоџа били извршени злосторства и масакри. Загинаа околу 1,7 милиони луѓе. На овој датум во 2006 година поранешниот ирачки председател Садам Хусеин беше обесен
по пресуда за злосторства против човештвото. На денешен ден во 2008 година белгискиот крал Алберт II го назначи за премиер белгискиот политичар фламандскиот демохристијанин Херман ван Ромпуј. На овој датум во 2013 година експлозија на тролејбус во Волгоград и Јужна Русија одзеде 14 животи, а 28 лица беа повредени. Ден претходно во самоубиствен напад на железничка станица во истиот град беа убиени 18 лица. На овој датум во 2018 година на парламентарните избори во Бангладеш, гласачите одлучија да му доверат трет последователен мандат на премиерот Шеик Хасини. Изборната кампања беше обележена со насилства и апсења. 16 лица загинаа.